Општина Струга оди во карантин најмалку до следниот понеделник. Вработениот, како е потврден вирусот COVID-19, работел на европски проекти и последнава недела работните обврски ги извршувал повеќе од дома, но имал блиски контакти со околу 6 колеги од работа, кои доправа ќе бидат тестирани, а останатите вработени од општинската зграда ќе се тестираат доколку пријават симптоми во следните неколку денови. Дел од кадарот е ставен под мерка изолација, а зградата и канцелариите детално ќе бидат дезинфицирани. После дознавањето дека имал еден позитивен вработен во општина Струга, одма контактиравме со Центарот за јавно здравје, од каде ни пропорача да преземаме неколку мерки, од кои да се види кои се првите контакти за да потреба да и тие да се тестират, па и другите да се изолираат овие 10 дена, за да некој од нив ако има симптоми да се одма оди на тестирање. Кажете ми, вработениот може да знаеме од кој сектор бил и дали имал многу остварени контакти со граѓани и со други колеги? Па не е коректно да се каже тоа, само можам да кажам дека нема многу контакти и тој од вторник не е биде на работа, бидејќи неколку обврски тој ги извршуваше на домашни услови. Во Струга досегашната бројка на заболени од COVID-19 од почетокот на епидемијата со денешните 3 нови случаи се искачи на 127, од кои 49 се активни случаи. Но смртноста кај населението и понатаму е висока и тоа е она што најмногу ги загрижува епидемиолозите. Досега од оваа општина починаа 25 лица. Смртноста повисока е во Струга и на ниво на Македонија е доста висока. Кажав неколку пати, кажа и стручните лица од комисијата се должи на ненавремено пријавување на симптомите, ненавремено јавување кај матичниот лекар и ненавремено започнување со третман, медицински третман и со лечење. Во Охрид пак денеска се регистрирани 4 нови случаи на вирусот, со што бројката на вкупно активни лица во градот се искачи на 51. Новите случаи не се од кластерот Мекици, но другите, скоро половина досега активните, потекнуваат од семејната веселба за новороденче. Од овој кластер има заразени и во фирми, јавни станови и институции, а не се исклучува бројот на позитивни случаи да расте и во наредните денови, бидејќи се чекаат резултати од голем број лица поврзани со веќе потврдените заразени.